Дел сум од тимот кој што го работи проектот за учење преку ГИС, односно за дигитализација и имплементација на дигитални алатки во образованието. Започната е веќе имплементацијата во одредени училишта. На пат сме да се запознаеме и да почнеме соработка со други училишта, како што се Корчагин-Дранска Цанат. Се што ви интересира дополнително за програмата, слободно можете по било кое време да ни сконтактирате. На Viber групата која што ви беше испратена, таму може да видите неколку проекти кои што ги имаат учениците од Битола сработено, кои што и беа на нашиот Solutions Day и ги представуваат своите проекти. Така што и да треба, тука сум, ако не сум тука да рекеме викна, и ќе ве препуштам на Дарја да ви даде еден воведен курс во Аргис онлайн. Добар ден и добро дојдовте на оваа ГИС работилница на тема учење преку ГИС, вовед во Аргис. Оваа работилница се одржува по повод светскиот ГИС ден. Денес е јубилеен, односно 25 години како што се обележува овој ден. Како што ме представи колешката Мија, јас сум Дарко Стојчевски, инаку по струка наставник, односно дипломиран наставник по географија. И работам во ГД Скопје како ГИС експерт, односно со географските информациони системи. Во текот на овој ден ќе работиме со неколку интересни теми кои што ве засегаат вас наставниците, се со цел да ви ја олесни наставата. Ќе разгледаме неколку веб апликации кои што ќе ви бидат од голема помош при изведување на наставата. Најпрво ќе започнеме со еден вовед за самата платформа. Само да го споделам овој екран за да може да го гледаат и гостите кои што се вклучени онлайн. Додека се синхронизираме со снимката, ворете. Океј, одиме со најпрво со воведот за ГИС, да видиме што се географски информациони системи. Овие системи или ГИС, односно географски информациони системи, се системи кои што управуваат со просторни податоци. Географските информациони системи може да се користат за наставни цели, за научни истражувања, за управување со ресурси, за управување со имоти, за планирање на развојот, просторно планирање, потоа во картографијата за креирање на карти и секако во планирање на инфраструктурата. Значи, тоа е намената на географските информациони системи. Аргис е сеопфатна геопросторна или ГИС платформа, која што е развиена од американската компанија Esri. Аргис ги интегрира и ги поврзува податоците преку контекстот на географијата. Платформата овозможува креирање, управување, анализирање, мапирање и споделување на сите видови на податоци. Платформата се дели на три дела, тоа се Аргис за десктоп, потоа Аргис онлайн и секако Аргис за сервер. Ќе ги разгледаме поединечно овие делови. Аргис за десктоп е делот во кој што ГИС професионалците работат со апликации, како што се Аргис, односно како што е ArcMap, потоа Аргис Pro, за да се креираат авторитативни географски податоци, потоа мапи, алатки и аналитички модели кои што потоа може да се споделат како услуги. Аргис за сервер е во делот во кој што IT и ГИС професионалците управуваат, обезбедуваат и споделуваат географски содржини како услуги, кои потоа може да се искористат и да се додадат во зависност дали се тоа мобилни апликации, односно дали се интернет апликации. Аргис онлайн, основна цел на Аргис онлайн е да им овозможи на ГИС експертите и целата јавност заедно да создаваат самостојни сервис мапи, кои што може да бидат користени преку мобилни телефони, таблети и разновидни, односно компјутери. Аргис онлайн е делот кој што е хостиран или поставен на некоја клауд околина, односно на некој сервер, и истиот може да биде отворен, односно затворен во зависност од потребата, затворен во некоја организација или пак отворен кон светската мрежа.
ArcGIS Online вклучува повеќе веб GIS апликации кои што се фокусирани, имаат секоја одредена тема. Во овој случај ќе разгледаме неколку веб апликации кои што се најкористени и наједноставни на некој начин. Ова се веб мапа, тоа е потоа Story мапа, Survey 123, Dashboard, Experience Builder. Значи тоа се тие апликации кои што ќе ги разгледаме денеска и воедно практично ќе работиме со нив. Веб мапа е основна и појдовна содржина на секоја веб GIS апликација. Значи ќе видиме малку повеќе, ќе се запознаеме со веб мапите. Потоа ќе разгледаме и Story мапи. Story мапи се користат за презентацијски цели, каде што сакаме да презентираме просторни податоци кои што ни се од интерес. Значи точки, објекти, појави кои што се од интерес може лесно да се пласираат, односно да се презентираат. Потоа имаме Survey 123, како што кажува и самото име, тоа е ова е анкета која што овозможува истражување на јавното мислење, а покрај тоа овозможува и прибирање на податоци од терен со помош на мобилни телефони и таблети. Dashboard е веб GIS апликација или контролна табла која што овозможува приказ на просторни статистички и графиконски податоци. Experience Builder е веб GIS апликација која што овозможува креирање, ажурирање и атрибутизирање на податоците. Значи тоа се апликациите со кои што ќе работиме денеска. Најпрво ќе одиме да разгледаме неколку апликации. Најпрво ќе отвориме веб мапа. Јас само ќе го споделам екранот за да може да се прегледува веб мапата. Ова е една веб мапа која што се однесува на општините и градовите, односно демографска мапа со демографски податоци за пописите кои што се реализирани во Македонија. Една веб мапа може да се отвори преку класичен веб GIS, односно веб мапа прегледник, но и напреден веб GIS прегледник. Значи, најпрво ова веб мапа ќе отвориме преку еден напреден веб GIS прегледник. Како што кажав, ова е појдовна содржина за секоја веб GIS апликација. Значи, за да креираме некоја веб GIS апликација, потребно се поседува некоја веб мапа каде што се пласирани самите податоци. Ќе се запознаеме со содржината на ова веб мапа. Значи, во централниот дел се прикажува мапата. Потоа поседуваме разновидни алатки, односно менија. Најпрво ќе ги представиме тие менија. Првото мени од левата страна е Add, односно мени за додавање на податоци. Потоа, ако кликнам тука, значи има повеќе начини на додавање на податоците. Океј, значи ова е веб мапата за која што говорам. Значи во централниот дел се прикажува со податоците. Потоа од левата страна ги имаме основните менија. Првото мени се однесува на додавање на податоци, повеќе извори на податоци, зависно од кој посакува да се додаде. Второто мени се однесува на табелата со содржини, односно layers, каде што се прикажуваат имињата на слоевите кои што се видливи на мапата. Потоа, третото мени се однесува на додавање на табели. Четвртото мени се однесува на подлоги, зависно која подлога е посакувана да се додаде, значи може да се промени сателитска снимка со приказ на текст, потоа стриц, односно улици, топографска карта и разновидни други подлоги. Значи тука возможно да се менаџира со подлогите зависно од која потреба ја имаме. Потоа има мени за додавање на графикони, приказ на легенда. Значи ова е легендата која што ја поседуваат овие слоеви, како се прикажуваат. Потоа има обележувачи, опција за
сочување и отварање на податоци, map properties, значи податоци за мапата, споделување на мапата или share map и така натаму. Значи тоа се основните менија кои што се достапни за самата мапа. Од десната страна се прикажуваат менијата кои што се достапни за слоевите. Значи тука може да менаџираме и управуваме со слоевите, зависно од неговите својства, потоа со символогијата, символите со кои што се представува бараниот слој, да се постават филтри, ограничување на податоците, потоа ефекти разновидни може да се користат, агрегација, поп-ап, уредување на поп-ап прозорецот. Поп-ап прозорец е овој прозорец кога ќе кликнеме на мапата и се отварат информации за бараната општина во овој случај. Значи управување со поп-ап прозорецот, управување со колоните или полињата, потоа управување со текстот, има повеќе аналитички алатки, алатка за едитирање на податоците, зависно дали има потреба да се ажурираат или да се креираат нови податоци. Значи тоа се овие основни алатки кои што се достапни во овој напреден веб мап прегледник. Исто така да не заборавиме, тука има опција за зумирање, одзумирање, враќање на претходниот екстенд, гледање на целосен приказ, пребарување, значи тоа се основните алатки. Значи овде најкратко јас ви ги објаснувам апликациите, а подоцна практично ќе работиме со истите. Ќе креираме одредена веб мапа, која што подоцна ќе ја додадеме во Story мапа и на крај ќе креираме Story мапа. Значи тоа не е целта на оваа работилница. Океј. Јас ќе го споделам вториот дел, каде што ќе се запознаеме со Story мапа. Како што кажав и на почетокот, Story мапа е WebGIS апликација која што се користи за презентирање на податоци со помош на мапи, со помош на видеа, слики, текст и така натаму. Најпрво ќе разгледаме еден тип на Story мапа. Ова е Story мапа која што се користи за приказ на водопади. Значи ова е една Story мапа која што е изработена од нас со приказ на одредени водопади. Што овозможува Story мапа? Значи покрај тоа што забележуваме дека на мапата е означена локацијата на водопадите, во долниот дел имаме фотографија од секој од овие водопади и исто така приказ, односно текст, кратки информации за самите водопади. Ако кликнем на вториот водопад, мапата се зумира на подрачјата каде што се наоѓа водопадот, а воедно добиваме информации за тој водопад. Значи, на тој начин функционира овој тип на Story мапа. Исто така, овозможено е и движење по мапата, интерактивно движење и овозможено е да се кликне на подрачјето каде што се наоѓа конкретен водопад. Значи, ово е еден тип на Story мапа, кој што овозможува креирање на вакви Story мапи. Ќе разгледаме уште еден Story мап. Овој Story мап се однесува на цркви и манастири, каде што се наоѓаат најстари фрески со Климент Охридски. Story мапот едноставно функционира, значи ова е малку поразличен од претходниот. Со кликање на следниот слайд одиме на конкретен манастир или црква каде што има фреска од Свети Климент, односно најстарите фрески кои што се наоѓаат на подрачјето на Македонија. Покрај тоа овозможено е и одзумирање, односно движење по мапата. При тоа може да се избере некој друг манастир или црква каде што има фреска Свети Климент. Значи, на овој начин може да се креира и ваков Story мап. Јас ќе отворам нареден Story мап. Овој Story мап се однесува на соработка која што имавме ние со општина Крива Паланка, приказ на соработката на општина Крива Паланка со јавните претпријатија. Ова е класичен Story мап кој што интегрира повеќе работи. Интегрира додавање на фотографија, додавање на видео,
додавање на интерактивни мапи, споредби помеѓу мапите и секако нели текст. Значи може да се додаде фотографија, мапа, текст. Конкретна мапа може да се креира, односно се додаде во Story Mapот, која што е интерактивна, може да се движи по истата, да се зумираме, да се одзумираме и да ги прегледуваме податоците. Значи со клик ви се отвара оној поп-ап прозорец кој што за кој што зборувавме во веб мапата. Фактички во овој Story Map е вклучена веб мапа. Затоа реков, веб мапа е основна и појдовна содржина за секоја веб GIS апликација. Уште една мапа со приказ на овие зони во општината. Исто така густина на населеност, каде што има повеќе објекти. Ова е соработка со противпожарна служба, каде што може да се лоцираат потенцијалните подрачја кои што би биле под ризик на одреден пожар. Исто така, мапа со оддалеченост и она што го говорев пред малку, споредба на мапите. Значи имаме една мапа од едната страна, друга мапа од другата страна и може да се прегледуваат и да се гледаат промените на конкретна содржина. Исто во овој случај. Покрај додавање на мапи, на текст, овозможено е додавање на видео. Во конкретниот случај, ова е едно видео за кое што се објаснува еден survey 123, односно анкета со пополнување на конкретни водоводни инсталации. Исто така може да се додадат и други содржини, во овој случај соработката на општината со планинарските друштва, каде што се додаде една планинарска патека. Ова е патеката која што води до врвот Руен, Осоговските планини. Може да се зумираме, да се одзумираме, да ги разгледаме податоците кои што ги содржи ова планинарска патека преку овој поп-ап прозорец. Значи, гледаме почетна кота, највисока кота, релативна височина и така натаму. Значи, основни придружни податоци кои што ја сочинуваат оваа патека. Исто така има и точки од интерес, како што се почетната точка, врвот, кота Видиковец, тврдина, локација кај што има вода, значи придружни податоци кои што може да бидат додадени. На која надморска височина се наоѓаат овие податоци и така натаму. Значи, ова е еден класичен Story Map, каде што, како што кажав и претходно, возможува вклучување на мапа, додавање на видео, додавање на текст, на фотографии и така натаму. Океј, одиме со наредната апликација. Во овој случај, само да го исклучиме овој дел, одиме со една апликација, односно ова е еволуацијски прашалник Survey 123. Значи се работи за апликацијата Survey 123. Ја само ќе го отворам формуларот за да може да видиме како изгледа тој формулар и што овозможува. Добро. Значи ова е еден еволуацијски прашалник, односно анкета или Survey 123 кој што е конфигуриран од наша страна и ни служи за еволуација на обуки. Значи кога презентираме одредени теми пред нашите клиенти, на крајот од самата обука го праќаме овој еволуацијски прашалник каде што добиваме повратни информации за текот и ефектот на самите обуки. Истиот може да биде составен од повеќе типови на прашања. Класични прашања, каде што се внесуваат рачно податоци, потоа прашања со форма на избор, од каде што може да се избере во овој случај конкретен инструктор, прашање кое што се однесува ја го бележи датумот, кога била пријавена, односно регистрирана самата анкета, исто така прашања од избор, прашања со паѓачка листа исто од избор, додавање на опширен текст, потоа може да има прашање во смисла на рангирање на одредена тема. Значи, оценување на конкретна тема. Покрај овој тип може да се додаде и локација, може да се додаде
фотографија, документ, значи сите тие работи ги овозможува оваа анкета, односно Survey 123. Откако ќе се добијат вакви податоци, истите податоци се анализираат и се представуваат преку контролни табли или дешборди, односно дашборди. Конкретно за оваа тема имаме изработено еден дашборд каде што се прикажуваат податоците од евалуацијата. Ово е тој дашборд со приказ на податоците кои што се собрани преку таа анкета и може графички да се прикажат преку индикатори, колку анкети се пополнати, преку графиконски податоци, зависно кога била регистрирана самата анкета, за кој дистрибутор се однесува, оценките кои што се добиени, може повеќе оценки да се добијат, обуката која што била реализирана, конкретни прашања кои што се однесуваат, истите може да се анализираат и да се добие листа со клиенти кои што биле анкетирани и нивните одговори. И на крајот секако може да се видат евалуацијските листови. Значи, конкретен клиент кој што односно некој клиент кој што пополнил одреден евалуацијски прашалник. Ова може да се користи за евалуација и на ученици, прашања, поставување на прашања, евалуација на часот, значи многу корисна алатка. Исто така во горниот дел има и повеќе менија со опаѓачки листи, во овој случај евалуација по институција, конкретно одредена институција, например Агенцијата за катастар и недвижности во овој случај, колку анкети биле пополнети од нивна страна и кои се тие резултати. Евалуација по година, колку анкетни листови биле пополнети во конкретна година и по тип на обука. Значи е конкретно за некоја обука. Покрај презентација на резултати од евалуација и јавно мислење, овие дашборди може да ни служат и за вакви презентации. Например, ова е една презентација на езерата во Македонија, купниот број на езера, колку се природни, колку се вештачки, според големина, значи имаме индикатори според големината на езерата, според настанокот или општа поделба на езерата, според морскиот слив или речниот слив може да се добие, листа на езера, значи подредени по големина, може да ги забележиме сите езера овде, вкупната површина која што е подводена површина, односно под езера, во хектари или во километри представена и овозможено пребарување по повеќе менија. Во овој случај имаме по географска област, например езера на Шар-планина. Добиваме одма самиот дашборд ги филтрира резултатите и ги прикажува само езерата кои што се наоѓаат во овој случај на Шар-планина. Колку се природни, колку се вештачки, според големината, според настанокот, според сливот, според речниот слив и воедно ја гледаме сливната, односно, површината на езерата, листа со тие езера, подредени по големина. Значи, на овој начин ги представуваме овие езера. Јас ќе се вратам назад, ќе одберам по речен слив, например, во сливот на Црндрим. Ги филтрира сите езера кои што се наоѓаат во сливот на Црндрим. Гледаме колку изнесува тој број, големината на езерата и кои се тие езера. Исто така изфилтриране податок за површината на езерата. Ако кликнам на конкретно езеро, мапата се зумира на тоа езеро. Одиме на следно езеро. За да се вратиме назад, повторно кликам на конкретното езеро за да се одселектира. Се враќам назад, значи ги враќам сите резултати. Според големината може да ги забележиме езерата. Ќе одбереме големо езеро и воедно се филтрираат податоците, тука се прикажуваат во делот на листа со езера само големите езера, кои што се поголеми од 100 хектари. Добро.
според надморска височина, одбереме филтер над 2000 метри, значи ова претежно се глацијалните езера кои што се достапни на територијата на Македонија. Се филтрираат потоците зависно од овој избор. Враќам назад. Има и вакво филтрирање. Значи, директно да кликнеме на графиконот, на графиконската пита, например, да избереме езера во Егејски слив. И ќе ни ги филтрира, ќе ни се филтрираат потоците само за езерата кои што се наоѓаат во Егејскиот слив. Може речен слив, во сливот на Вардар, колку езера има и кои се тие езера, или пак по настанок. Значи, по општа подоба може да ги селектираме само природните, да се прикажат само природните езера, само вештачките езера и така натаму. Ова е добро за истражување на децата, да се ангажираат со ваква апликација и да истражуваат конкретна тема. Значи, да направат како некоја проектна задача, каде што ќе ги забележат конкретни езера за некоја тема. Ова беше накратко воведен дел за овие апликации. Ќе направиме една пауза од 10 минути пред да продолжиме со следниот дел. Значи, една кратка пауза од 10 минути и ќе продолжиме со работа со делот каде што вие ќе работите. Воедно, ова време искористете го за да се најавите со сите кориснички профили кои што нели ги креиравте. Најавете се на Argis Online со вашите кориснички профили и или паспорти. Окей, 10 минути пауза, па се слушаме повторно. Се враќаме назад. Продолжуваме со практичниот дел од ова обука. Најпрво ќе работиме со веб мапа, ќе креираме веб мапа каде што ќе додадеме готови слоеви, односно слоеви кои што ќе се однесуваат на општините и градовите и со помош на тие податоци ќе представиме една стори мапа со приказ на сите или демографски податоци. Јас ќе го затворам овој дел со дешбордите. Добро. И се враќам на почетниот дел каде што се наоѓа Argis Online. Значи, ќе се лоцираме во делот на Argis Online, бидејќи јас поседувам организацијски профил. Во овој случај, прегледот кај мене, односно околината изгледа на овој начин, можеби кај вас е малку поразлично. Што ќе направиме? Првенствено, ќе кликнеме на опцијата Map. Значи, кликаме на оваа опција Map и ќе ви се отвори веб мапа. Во мојот случај, бидејќи јас поседувам, реков, организацијски профил, се отвара класичниот приказ на веб мап прегледник. Ќе кликнеме на оваа опција Open Map Viewer, за да се вратиме, односно за да отвориме напреден прегледник. Значи, корисниците кои што нели им дадовме профили со нашиот Argis Online, ќе кликнете на оваа опција, сите останете на овој прегледник кој што ви се отвори. Значи, кај сите останати е отворен овој прегледник, односно напредниот веб мап прегледник. Да, затоа што кај вас се отвора карта на светот, затоа што ние поседуваме организацијски профил, кориснички юзер, и со помош на тој юзер препознава дека се однесува на подрачјето на Македонија, затоа не зумира на Македонија. Не е никаков проблем тоа. Продолжуваме со додавање на податоци. Како што кажав и на почетокот, податоци се додаваат преку менито Add. Значи, ќе кликнеме на ова мени Add и ќе кликнеме на опцијата Browse Layers. Во овој дел овозможено ви е пребарување на податоци
зависно од тоа дали вие сте ги креирале, значи во My Content се податоците кои што вие сте ги креирале. Потоа може да имате My Favorites, My Groups, My Organization, Living Atlas и Argis Online. Во овој случај ќе пребаруваме податоци кои што се споделени јавно на Argis Online. Значи, одиме со изборот Argis Online. Ќе кликнеме на оваа опција и овде ви се вчитуваат сите оние податоци кои што се споделени со Argis Online. Во делот на Argis Online овозможено е пребарување на податоците. Во овој случај со кирилични букви ќе го пребараме следниот слој, тоа е слојот општини. Значи со кирилични букви пишуваме општини и може да кликнеме Enter. Значи забележуваме самиот Argis Online ги филтрира, односно ги пребарува сите оние леери, слоеви кои што се споделени на Argis Online. Во овој случај одиме надоле, значи скроламе надоле, се придвижуваме и доаѓаме до овој feature layer, до овој слој општини кој што е споделен од ГДИ Скопје. Значи, организација која што ги креирала треба да биде ГДИ Скопје. Штом го лоцираме овој слој, ќе кликнеме на опцијата Add. Кликаме на оваа опција Add, за да истиот слој се додаде на мапата. Откако го додадовме слојот, претпоставам дека мапата се зумираше на тоа подрачје. Така? Поред. Добро. Ќе додадеме уште еден слој. Значи се враќаме во горниот дел каде што се наоѓа Argis Online, делот за пребарување, и тука ќе запишеме градови, исто на кирилични букви. Значи, се враќаме назад на горното мени, Argis Online, и запишуваме градови. Пишете само градови, не притискајте Enter, затоа што во тој случај ги филтрира сите светски податоци. Во овој случај потребни се само податоците кои што се однесуваат на Македонија и сакаме брзо да ги пронајдеме тие податоци. Значи, запишете само со кирилични букви градови. ГДИ Скопје, одиме на опцијата Add, за да се додадат податоците на мапата. Некој друг вид на ГДИ и ми се отвори само општина Скопје. Не ми е цела. Може ќе напишете повторно општини горе и ќе ги додадете. А тој слој ќе го отстраниме малку подоцна. Ќе видиме како се отстрануваат. Јас ќе кликнам само Add на оваа опција за да се додадат и градовите на мапата. Има ги ремов? Да, има ремов. Значи може да се избрише. Ете така. Океј. Може да продолжиме? Може. Добро. Ќе го затвориме овој прозорец, Browse Layers. Значи ќе кликнеме на опцијата Close на X-от, за да се исклучи тој прозорец. И забележуваме на мапата ни се прикажаа општините и градовите. Општините се обоени со различни бои, ќе видиме и зошто, а гледаме градовите се прикажани според големината. Символчето на градот е означен според големината на истиот град. Одиме со менито Layers. Ќе кликнеме на менито Layers и тука ги забележуваме имињата на слоевите кои што ги додадов. Тоа се градовите и општините. Ако го прошириме делот со општини, кликнеме на стрелката на десно, односно Expand, ќе се прошират дополнителни слоеви. Значи, делот општини е
односно овој слој општини е групен слој составен од два слоја. Општини вкупно население со податоци од пописот 2021 и општини густина на населеност. Океј, што може да правиме со овие податоци? Може да менаџираме, зависно од приказот кој што е посакуван да се постигне. Слоевите може да се исклучат и да се вклучат, односно се исклучи видливоста или да се вклучи видливоста. Во овој случај ќе се позиционираме на слојот општини, вкупно население, и забележуваме ни се појавува една икона во форма на око, односно visibility, видливост. Ќе кликнеме на ова икона за да ја отштиклираме и што се случува, овој леер се исклучи, односно овој слој ќе се исклучи, ќе се вклучи тој што е под него. Односно сега на приказот се гледаат податоците кои што се однесуваат на густина на населеност. Покрај овој начин на приказ, податоците може да се организираат и на овој начин. Значи да се поместуваат самите слоеви. Одиме на левата страна од името на слојот општини и каде што се овие 6 точки, ќе кликнеме со левиот клик, го држиме левиот клик и потоа што правиме? Ќе го повлечеме овој слој, ќе го поставиме да биде над градови. Што се постигна на овој начин? Забележуваме градовите повеќе не се видливи на мапата. А зошто е тоа така? Затоа што дадовме наредба површините или општините да се прикажуваат над градовите. А градовите имаат форма на точка, односно се прикажани со символи и на тој начин се покриени. Кога се прикажуваат податоците, најдобро е тие да бидат прикажани со следниот редослед. Градовите, односно точките, сите слоеви кои што имаат формат точка, секогаш треба да бидат најгоре во хиерархијата, значи најгоре прикажани во табелата со содржини. Затоа овој слој градови, повторно со левиот клик, ќе го повлечеме и ќе го поставиме да биде над општини. Значи, точките, сите слоеви со точки се прикажуваат најгоре, потоа одат слоевите кои што се прикажуваат со линии и во долниот дел, во хиерархијата, се прикажуваат полигоните. Полигоните и подлогите. Значи, тоа е принципот на работа. Точки, линии, полигони. Океј. Овој слој вкупно население општини ќе го вклучиме уште една за да се гледаат податоците кои што се однесуваат на вкупното население. Добро. Инаку, ако сакате да се зумирате на мапата, значи имате тука опции zoom in, zoom out, да, или пак ако сакате да се вратите на првичниот преглед, ќе кликнете на оваа опција Default Map View. И на овој начин мапата ќе ве зумира на подрачјето каде што е дефолтниот екстент. Добро. На светската мапа ве врати, така? Ако сакате да се вратите назад, ќе ви објаснам сега. Ако сакате да се вратите назад, на пример, на општините, ќе одите на општини, вкупно население. На трите точки ќе кликнете и ќе кликнете на опцијата Zoom to. На трите точки, значи општини, вкупно население, трите точки, Zoom to. На овој начин, мапата ќе се зумира на подрачјата каде што се прикажуваат општините, односно тој слој. Добро. Одиме со преименување на слоевите. Најпрво ќе го преименуваме слојот градови. Ќе кликнеме на градови на ова опција. Трите точки и одиме Rename. Слојот градови ќе го именуваме како градови во заграда попис 2021 година. Попис 2021. Да, што ќе го преименуваме слојот, одиме ОК за да
нели настапи промената. Добро. Покрај преименување на слоевите, овозможено е и одгрупирање. Например, во овој случај повеќе не ни е потребна оваа група општини, за да ги одгрупираме овие слоеви да се бидат како засебни, да не бидат во група, и кликнеме на групниот слој општини, на овие три точки, Ungroup. Значи, одиме на опцијата Ungroup за да се одгрупира. Општината со купно население, општини со густина не пишува општини. Да, значи одиме на опцијата општини, Ungroup. И тука ќе се одгрупираат. Со тоа што се случи кога ќе се одгрупира, оние слоеви се поместуваат во горниот дел од приказот. Повторно, слојот градови ќе го повлечеме, значи кликнеме со левиот клик и ќе го поставиме да биде најгоре во приказот. Значи, одиме најгоре да се постави. Слојот градови да биде најгоре во приказот. Добро. Се снаоѓате? Океј, добро. Може да продолжиме понатаму. Следно нешто што ќе направиме, ќе сочуваме оваа веб мапа. Значи, одиме на опцијата Save and Open. Кај мене градовите, извинете што упаѓам, не се исклучуваат кога ќе ги ставам најгоре. Што треба да направам? За да ги повлечете градовите да бидат најгоре, повторно? Најгоре се исклучија. Си стојат жолтите. А како, нека стојат. Добро. Што гледам кај другите се и тука кај се исклучија, кај мене не. Не треба да отворам окото. Да. Тогаш се исклучуваат. Кај мене не е затворено. Да. А јас ако го затворам окото, само тогаш. Кај мене, видите, кај мене окото, тој пишува само имињата. А не, даш мака се. Точките само ги Да. нема, Се опре сега. ама кај мене што отворено околу ги нема. А кај тебе се дошли. Готово, го отвори биокото. Знаете што слојот градови ќе го повлечете, ќе го поставите најдоле и повторно ќе го поставите најгоре, за да се прикажат символите. Океј. Одиме понатаму со сочување на оваа веб мапа. Кликаме на опцијата Save and Open. Одиме на опцијата Save As. Save and Open, Save As. Одиме да ја сочуваме мапата, ќе провериме. Уште еднаш. Значи одиме Save As. И сега ви се отвара прозорецот Save Map. За да се сочува мапата. Во овој случај мапата ќе именувате како демографија долна црта МК. На латиница. Значи демографија МК. За фолдер ќе оставите каде што ви е дефолтно дадено по правило. За долна црта МК. За так може, например, да ставиме дека се општини, па кликаме Enter, потоа градови, повторно Enter, значи како тагови со кои што може лесно да ги најдеме, пронајдеме на самите податоци. Океј, откако ги запишавме овие податоци, наслов на веб мапата и тагови ставивме, и кликнеме на опцијата Save. Кликаме Save. И на овој начин ја сочувавме ова веб мапа. Одиме со следните менија кои што ни се од интерес. Најпрво ќе промениме подлога, кликаме на менито Base Map и забележуваме дека моментално е активна топографската подлога. Може да испробате некоја друга подлога. Streets. Base Map е овде. Четвртото мени
од горе надоле. Значи ова е base map и одберете некоја друга подлога. Ја ќе одберам оваа подлога која што се однесува на сателитска снимка, односно Imagery Hybrid. Добро, гледаме дека се прикажува сателитска снимка со надписи, односно со имиња, со топоними. И ќе кликнам на ова горната, првата подлога Imagery. Значи ова е сателитска снимка, односно без лабели или без текст. Добро. Откако поставивме нека подлога, односно ја сменивме, избравме Imagery, одиме со делот на легендата. Значи ќе кликнеме на ова шестото мени од горе надоле. Тоа е легендата, Legend, и тука се прикажува легендата, односно приказот на овие податоци. Kada se ima 3 točke, na 3 točke, Да, Да. тоа не е 600. Да. Значи кај вас е, Таму е натре се. значи како е приказот? С 5 до 3 точки, па има чак, Legend и Booksport. И трите точки. Значи четвртото е трите точки кај вас. Океј. Добро. Значи Legend, ќе најдете Legend каде што е од оваа страна, од левата страна, и ќе кликнете на менито Legend. Добро. За да ги разгледаме податоците. Гледаме градовите како се прикажуваат, вкупното население, густината на населеност по некои параметри или критериуми. Добро. Океј. Следно нешто што ќе направиме, ќе истражиме мапата, значи ова легендата ќе ја исклучиме. И сега може да се зумираме, дали со скровот, дали со одзумирање, односно зумирање и одзумирање со овие алатки. Може да се зумираме на просторот, да се движиме по мапата. И може да кликнеме на некоја општина. Да речеме, јас на оваа централна општина. Ќе кликнам, тоа е општина Чашка. И се вклучува поп-ап прозорец, односно прозорец со информации за оваа општина. Ги гледаме пописите кога се реализирани, колку населени има општината, густината на населеност, значи сите оние податоци кои што се составени, односно се прикажани за оваа општина. И ги разгледаме атрибутите. Значи кликаме директно на мапата на нека општина со левиот клик. И на овој начин достапни се податоците. Добро. Исто може да кликнеме и на градовите. Значи на кругчето од некој град и ги добиваме податоците за конкретен град. Добро. Се враќаме назад на менито Layers, значи одиме од левата страна, каде што се наоѓа менито Layers, ќе кликнеме на Layers и најпрво ќе отвориме атрибутна табела за градовите. Значи ќе кликнеме на трите точки и одиме на опцијата Show Table. Значи одиме на опцијата Show Table. Значи одиме на градови, трите точки, Show Table. Кликаме на Show Table и тука достапни се податоците кои што се однесува на градовите. Има пописите, податоците по пописи почнувајќи од пописот 1948 година, па се до последниот попис од 2021 година. Океј. Добро. Податоците може да бидат сортирани, зависно по азбучен ред, почнувајќи од А кон Ш, односно тоа е растечко подредување и опаѓачко подредување. Ќе кликнеме на колоната City, каде што е името на колоната, кликаме еднаш со левиот клик и податоците ги подредуваме растечки. Почнувајќи ги подредува по азбучен ред. Добро. Ако кликнеме уште еднаш на колоната City,
податоците ги подредуваме опаѓачки, по обратен редослед. Добро. Ако кликнеме уште еднаш, се враќаме на првичната состојба. Во овој случај, ќе го селектираме редот Скопје. Значи, редот Скопје, записот Скопје, кој што се селектира во мапата, се означува со сина боја, а воедно забележуваме и на, односно во табелата е селектиран, забележуваме и на мапата е означен со сина боја. На овој начин може да ги селектираме податоците. Ако сакаме да ги одселектираме, одиме на опцијата Clear Selection. Clear Selection е оваа икона во форма на гума. Значи Clear Selection. Овде се брише селекцијата. Добро. Ќе ја исклучиме ова табела, повеќе не ни е потребна. Значи кликаме на опцијата Close, кај што е вклучена табелата. Close. И одиме со управување на колоните. Значи, ќе менаџираме со поп-ап прозорецот. Како да се прикажува, кои колони да бидат видливи. Значи, кога ќе кликнеме на некој слој, гледаме дека има премногу податоци. Сакаме да се прикажат само еден дел од податоците. Останатите колони или полиња да ги ограничиме, да не бидат видливи. Тоа е возможно на следниот начин. Најпрво одиме да го вклучиме менито Layers и ќе кликнеме најпрво на градовите. Кликаме на градовите, потоа одиме од десната страна и го лоцираме менито Pop-ups. Значи ќе го лоцираме менито Pop-ups. Ќе кликнеме на ова мени Pop-ups и што овозможува. Ни се вчитува Title и Field List. Каде што пишува Field List, ќе кликнеме на стрелката надоле за да се прошири приказот. Во долниот дел ги забележуваме сите оние податоци кои што се доставни, кои што се прикажуваат. Односно, тоа се колоните во атрибутната табела. Во овој случај, ќе ги оставиме само податоците кои што се однесуваат на град, на кирилично или писмо и податоците од попис 2021. Сите останати колони, односно полиња, ќе ги исклучиме. Како се исклучуваат? Со клик на X-от. Значи, одиме најпрво на едно по едно. На Object ID, на City, сите освен град и попис 2021 година. Значи, сите овие податоци ќе ги исклучиме. Сите освен град на кирилично писмо и попис 2021. Значи, тие ќе ги оставиме. Град и попис 2021 година. Ако случајно некој погрешка го отстрани едно од овие полиња, истото поле може да го вклучите на следната опција. Select Fields. Одиме на оваа опција, Select Fields, и тука само ќе го штиклирате полето. Го штиклирате полето која колона да биде видлива во поп-ап менито. Значи, Select, кликнав на оваа опција, значи Field List и Select Fields. Значи, одиме на Select Fields и ви се отвара мени со вчитување на видливост. Овде може да се вчита видливост на некоја колона. Значи, рекол, попис 2021 и град. Откако ќе завршиме со изборот на колони, одиме на опцијата Done. Кликаме на опцијата Done за да се примени промената. Добро. Покрај уредување на податоците, односно на полињата кои што сакаме да бидат видливи на мапата,
Овозможено е и менаџирање со прегледот. Забележувате на овој поп-ап прозорец, кој што е моментално видлив на мапата, ги има колоните за град и број на население, односно попис од 2021 година, но горе ја содржи бројката за број на жители во оваа општина. Ова може да се промени кога ќе се отвори прозорецот, тука да го пишува името на градот. Тоа ќе го направиме на следниот начин. Одиме во делот на pop-ups менито и ќе кликнеме на опцијата Title, односно наслов. Кликаме на Title и тука гледаме дека пишува попис 2021, ова ќе го избришеме. Значи попис од 2021, значи таа колона ќе избришеме. Одиме да избришеме и ќе кликнеме на двете загради од десната страна што се наоѓаат. Кликаме на заградите и тука ќе го изберете полето или колоната град со кирилично име. Значи кликаме на град. Ќе кликнеме на град. Да. И сега забележуваме внесено името. И е видливо името на тој слој. Океј. Значи, на овој начин направивме промена на овие податоци. Добро. Ќе го исклучиме менито pop-ups. Ќе кликнеме на опцијата Close или на X. Значи нова команда за исклучување. И одиме на истиот начин да ги подредиме податоците кои што се однесуваат на општини вкупно население. Ке кликнеме на општини вкупно население, забележувате по автоматизам ви се отвара поп-ап менито. На истиот начин во Field List кликаме на паѓачкото мени, одиме на Select Fields и тука ќе ги исклучиме сите оние колони, освен колоните име. Значи, отворив Pop-up Select Fields. Значи, Pop-ups Select Fields. Во делот на Select Fields, овозможено ви е да менаџирате со видливоста на колоните. Ќе ги оставиме само колоната име, значи Object ID, име на општина. Ќе ја исклучиме. Попис 1948 исто ќе го исклучиме, попис 1953, сите останати, освен попис 2021. Истото и надоле. Сите овие колони кои што се однесуваат на густина на населеност, ќе ги исклучиме. Значи ќе останат видливи само попис 2021 и име. Откако ги направивме промените, одиме на опцијата Done, за да се прикажат само овие промени. Добро. За Title ќе кликнеме на Title и тука повторно ќе го избришеме приказот на пописот, бројот на жители и овде одиме на двете загради, ќе кликнеме на двете загради, за да дадеме наредба од која колона ќе се прикажува насловот. Значи кликаме на двете загради и тука ја одбираме колоната име. Значи ќе одбереме колоната име за да се прикаже тој дел. Одиме име и сега во поп-ап прозорецот е видливо името на општината. Добро. Ќе го исклучиме поп-ап прозорецот, одиме на опцијата Close. Добро. Име треба да има име. Значи во тој дел овде
Значи, во title, кај што се двете загради, тука треба да има име. Мора да има. Оке, не е важно. Важно, ја знаеме процедурата. Со тек на време со вежбање ќе ви стане многу појасно. Да. Значи мора да се седне и да се изработи една мапа, самостојно да се исклика, за да се провери. На тој начин уште подобро ќе научите. На овој начин ја гледате процедурата и ги гледате можностите кои што ги нуди оваа апликација. Одиме на густина на населеност, кликам на густина на населеност и повторно во field list. Во field list ќе ја проширам оваа листа со полиња и одиме на select fields. Во select fields повторно ќе го ставите само име на општината да биде видливо и пописот да биде, односно, пардон, во овој случај густина на населеност. Густина на населеност и попис нека стои. Попис 2021 и густина на населеност за попис 2021. Тие три полиња да бидат видливи во овој дел. Значи, Object ID, ID општина ќе го исклучиме, име ќе го ставиме, name ќе го исклучиме и сите останати пописи, освен пописот 2021, ќе бидат исклучени. За густина населеност, рековме, сите оние полиња кои што се однесуваат на густината на населеност ќе ги исклучиме, освен она поле кое што се однесува на густина населеност за 2021 година. Три. Значи, име на општина, попис 2021 и густина населеност за пописот 2021 година. Откако ги избравме овие опции, одиме на опцијата Done. Океј. Добро, одиме понатаму со овие активности. Ќе промениме уште title. Ќе кликнеме на title за овој слој и ќе го избришеме овој приказ. А потоа одиме на двете загради и ќе избереме да се прикаже име. Добро, на овој начин овозможивме приказ на име. Добро. Ќе го исклучиме поп-ап прозорецот и ќе ја сочуваме мапата. Значи, направивме промени на оваа мапа, за да ни бидат зачувани истите промени, одиме на опцијата Save and Open и потоа одиме повторно на опцијата Save. Добро. Следно, од овие слоеви ќе направиме дупликати, односно ќе ги копираме слоевите. Најпрво ќе го копираме слојот кој што се однесува на попис 2021 година. Кликаме на трите точки до слојот попис 2021 и одиме на опцијата Duplicate. Одиме на слојот Duplicate. На овој начин ќе направиме копија за податоците од пописот 2021 година, односно за градовите. Копијата, гледаме дека е поставена најгоре во приказот. Ќе кликнеме на трите точки на градови попис 2021 копи и ќе ја преименуваме оваа копија. Значи, кликаме на трите точки и ја одбираме опцијата Rename. Слојот ќе го именуваме како градови попис 1948. 1948 во заграда и ќе го избришеме делот каде што пишува копи. Штом го именувавме овој слој, може да кликнеме на опцијата ОК за да се примени новото име. Добро. Истото ќе го направиме и со слојот општини вкупно населени. Значи, на истиот начин ќе направиме копија за
овој слој општини вкупно население, ќе кликнеме на Options и одиме на опцијата Duplicate, за да се копира. Кликаме на општини, вкупно население, Duplicate и овој слој кој што е општини вкупно население попис 2021 копи, ќе го преименуваме, значи кликаме на трите точки и одиме на опцијата Rename. Исто така ќе биде попис 1948 и делот кој што се однесува на година ќе го избришеме, за да биде синхронизирано со останатите слоеви. Исто така и делот кој што пишува копи. Значи овој дел, текстот ќе го избришем. Значи треба да биде општини вкупно население попис 1948. Потоа ќе кликнеме ОК. Добро. Истото ќе го направиме и за густина на населеност. Значи ќе кликнеме на трите точки на овој слој, густина на населеност, односно избираме Duplicate и сега се криваше слој кој што се однесува на густината на населеност. Слојот ќе го преименуваме, Rename повторно да биде за 48 година, 1948. Исто е копи, ќе го избришеме и штом слојот именуван како на општини, густина населеност попис 1948, ќе кликнеме ОК. Добро, слоевите треба да бидат поставени по средната хиерархија. Градови попис 1948 да биде најгоре, веднаш под него да биде градови попис 2021, потоа следи општини вкупно население со попис 1948, општини вкупно население со попис 2021 година, густина населеност попис 1948 и густина населеност 2021 година. Значи, на овој начин треба да бидат поставени слоевите. Океј, повторно одиме на опцијата Save and Open, опција за сочување на мапата. Кликаме Save. Океј, ќе кликнеме на првиот слој, кој што се однесува на градови попис 1948. И што забележуваме, кај овој слој се прикажуваат податоците град и попис 2021. Само ќе го промениме податокот да се прикажуваат податоци за пописот од 1948 година. За да го направиме тоа, одиме на менито Pop-ups и повторно во листата со полиња. Fields лист. Ќе прошириме ова листа, одиме во Select Fields. Во Select Fields. И овде, наместо да биде селектирана опцијата за попис 21, значи попис 2021 година, ќе ја отштиклираме таа опција и ќе ја селектираме опцијата за приказ на податоците од пописот 1948 година. Забележуваме во поп-ап менито ни се прикажува таа промена. За да биде целосно прифатена промената, мора да кликнеме на опцијата Done. Значи, кликаме на оваа опција Done. Одиме на опцијата Done. Одиме со вкупно население 1948, значи општини вкупно население попис 1948. На истиот начин ќе кликнеме на тој слој, отвараме менито Pop-ups и го прошируваме делот на листата со полиња, односно Fields лист. Ќе го прошириме овој дел. Ќе кликнеме на опцијата Select Fields и во овој дел повторно треба да биде вчитана можноста за приказ на податоците од попис 1948 година, а да биде отштиклирана опцијата за приказ на податоци од 2021 година. И одиме на опцијата Done. Значи, штом
Ќе ги направиме промените, одиме на опцијата Done. Одиме и со густина на населеност. Кликаме на густина на населеност попис 1948 година. На истиот принцип, одиме во Pop-ups менито и тука одбираме филтр листа, ја прошируваме таа листа и одиме на Select Fields. Во Select Fields да се прикажуваат податоци за пописот од 1948. Значи, оние кои што се однесуваат за 2021 ќе ги отштиклираме и ќе ги вклучиме податоците кои што се однесуваат за 1948 година. Да, и густината, ова Shape исто ќе го исклучам. Густина населеност, значи 3 полиња треба да бидат видливи. Име, попис 1948 и густина населеност од пописот 1948. Штом се штиклирани тие колони, кликаме на опцијата Done. Ќе го исклучиме овој поп-ап прозорец. Во следниот дел ќе направиме приказ на символогии според пописите, бидејќи моментално, ако забележиме, слојот градови од пописот 48 го има истиот символ како податоците од пописот 2021 година. Значи, промената, бројот на население во 48 е многу помалку во однос на градовите. Ќе направиме приказ на символи кој што ќе одговара на таа популација која што живее во тој период. Истото и за општините ќе биде. Значи, најпрво ќе работиме со градовите, промена на символите кои што се користат за градовите. Ќе кликнеме на градови, попис 1948, во делот на табелата со содржина или во делот на Layers. И потоа од десната страна ќе го избереме менито Styles. Значи, ќе кликнеме на второто мени Styles. Ќе кликнеме на ова мени и тука овозможено е генерирање на одредена символогија за градовите. Во делот Styles најпрво ќе кликнеме на делот кај што пишува Choose Attributes. Значи да избереме атрибутно поле или колона. Во овој случај селектирана е колоната попис 2021 година. Ќе кликнеме на попис 2021 година и овде ќе промениме колоната. Наместо да биде попис 2021, ќе избереме тоа да е пописот од 1948 година. Кликаме на таа опција и сега ќе настане промена. Моментално самиот софтвер си прави некоја символогија, ова символогија не ни одговара за приказот, така што ќе ја прилагодиме според нашите потреби. За да направиме промена на символите, кај што пишува Counts and Amounts, одиме на Style Options. Значи, кај што е пик Style, за овој тип имаме Style Options. На оваа опција Style Options ќе кликнеме за да ги промениме символите. Кликаме на Style Options и тука возможно да се избере боја на символот, да се постави според потребата која што ја посакуваме, според класите и така натаму. Најпрво во долниот дел кај што пишува Classified Data, значи Classified Data, значи ќе скровате надоле на овој прозорец, има мени Classified Data, ќе штиклираме ова опција. И ќе поставиме класи. Во овој случај ќе користиме 5 класи. Значи, кај што пишува Number of Classes, моментално е активни се 4 класи, ќе додадеме уште една или нагоре ќе кликнеме на ова мени за да бидат 5 класи.
Значи кога ќе се прикажуваат податоците да се прикажат со 5 класи. Одиме во горниот дел од ова мени, најпрво ќе ја промениме бојата на символот, кој што пишува Symbol Style, ќе кликнеме на кругчето. Ќе кликнеме на кругчето во Symbol Style и тука во Fill Color овозможено ви е да, значи еве во менито Fill Color, ќе кликнеме на ова мени и одберете некоја зелена боја, да речеме. Откако ќе одбереме бојата, кликаме на опцијата Done за да се примени таа боја која што ја одбравме. Добро? Следно нешто што ќе направиме, ќе ги подредиме класите, големината на класите. Во овој случај, кај што пишува Data Range, ќе кликнете на горната бројка. Моментално пишува 87.654. Ќе кликнеме тука и овозможено ви е да ја менувате класата. Ја ограничиме оваа класа да се прикажува со 500.000. Да. Бејќи Скопје, град кој што има, пардон, со 100.000. Ова се однесува на пописот од 48. На тој попис има многу помалку жители и 500.000 е голема бројка. Значи одиме со 100.000. Добро? Потоа ќе прилагодиме да биде 50.000. Наредната бројка 50.000. Ентер. Моментално нели забележувате ви се споја речиси двете. Најпрво ќе одиме долната да ја подредиме. Долната ќе биде на 5.000. Кликаме Enter. А потоа 10.000. Кликаме Enter. И сега некако ова долната не може да ја фатиме. Ова 50.000 ќе ставиме 70.000 да биде, за да не ја однесе горе. И сега се појавува долната. Третиот пин ќе го подредиме да биде 30.000. 30.000 и кликаме Enter. И овој вториот ќе биде 50.000. Сега повторно ќе го вратиме назад. Значи 100.000, 50.000, 30.000, 10.000 и 5.000. Тоа е скалата со која што ќе се класифицираат и прикажат символите на градовите за пописот од 1948 година. Веднаш под овој графикон, под Data Range, имате големина, Size Range. Големина како ќе се прикажува символчињата. Тука, што ќе направиме? За минимум ќе подесиме тоа да биде 2, а за максимум да биде 20. Значи минимум 2, максимум 20. Океј. На овој начин ќе кликнеме на менито Done, значи сите овие работи кои што ги подесивме ни се готови, гледаме како ни изгледа поп-ап менито. Океј. И одиме на опцијата Done. Кликаме на опцијата Done. И уште еднаш Done. И сега Save на мапата. Значи два пати Done и повторно Save на мапата. Одиме уште еднаш со символогијата, значи ќе символизираме податоци кои што се однесуваат на вкупното население, а се однесуваат на пописот 1948 година. Ќе го селектираме овој слој вкупно население пописи од 1948 година. По автоматизам ви се отвара делот за
символогија, односно styles, бидејќи тоа беше последно меник со кој што работевме и апликацијата на тој начин е организирана, секогаш да се вклучи тоа мени. Добро. Океј, следно нешто што ќе направиме за овој слој, најпрво ќе го промениме полетот кој што ќе се читаат податоците. Кај што пишува choose attributes, значи тука наместо попис 2021 година, ќе одбереме тоа да биде пописот од 1948 година. Потоа, за символогија ќе одбереме втората символогија, кој што пишува counts color. Наместо size ќе одбереме color. Значи во pick style ќе одбереме color, ќе кликнеме на color. И потоа ќе одиме на style options, за да ја прилагодиме символогијата. Значи одиме на style options, за да ја прилагодиме оваа символогија која што посакуваме да ја прикажеме. Кликаме на style options и во овој дел овозможено е да менаџираме со символогијата на овој слој. Значи во овој дел најпрво во style options, значи одиме на classify data и тука ќе ја штиклираме таа опција за генерирање на класи. Ќе провериме колку класи има. За number of classes, значи најдоле се наоѓа бројот на класи, number of classes, повторно нека бидат 5 класи. Потоа одиме со приказот на големината на општините. Во овој случај, големината на општините ќе биде следната големина. Најпрво, во долниот дел ќе ставиме долната класа да има 5000. Значи да ограничиме до 5000 да се прикажа. Потоа одиме со наредната класа, ќе биде на 10.000 ограничена, на 10.000 жители. Кликаме Enter. Потоа кликаме на следната, ќе биде на 30.000. Повторно Enter. Следната ќе биде на 50.000. Повторно ќе кликнеме Enter. И горната класа ќе ограничиме на 100.000. На овој начин направивме одредена символогија. Само ќе одиме на менито Done. Значи кликаме на менито Done. И повторно Done. Значи подредивме, претпоставам кај вас е истата сина боја, таа ја даде дефолтна, може да ја промениме. Ќе ја промениме за слојот општини вкупно население 2021. Да ја користиме истата символогија. Затоа што подоцна во стори мапата ќе правиме споредно. Значи одиме на вкупно население, попис 2021 и одиме на вкупно население, попис 2021, активен е делот за Symbol Styles, овде останува полетот кој што се чита податоците попис 2021 година, кликаме само на Style Options кај што е Color за овој приказ. Тука ќе ја промениме бојата на податоците. Одиме на Style Options и забележуваме, овде ги имаме веќе изгенерирано класите, 5 класи со слични или големини, затоа што има малку и над, и се чини нека општина беше над 100.000 или близу 100.000, кај што пишува Symbol Style, гледаме дека се користи некоја боја. Одиме на моливчето, ќе кликнеме и повторно на Colors на ова моливче. И тука ќе одбереме ова сината Blue 21 што. Значи сина боја, односно Blue 21 која што именуваме. Ќе избереме таа боја и сега што ќе направиме? Ќе направиме само обратен приказ. Значи на левата страна е сината боја. Symbol Style, нели, ја одбираме Color опцијата и тука одбираме опцијата Blue 21. Само ќе направиме Flip Ramp Color, обратен приказ. Моментално ни дава светла сина боја за
густо населени, односно за општини кои што има повеќе население. Во тој случај одиме flip color ramp colors и сега има обратен приказ. Значи со потемна боја да се прикажат местата каде што има повеќе население. И одиме на опцијата Done. Кликаме на оваа опција Done. И повторно Done. Добро. Ако ја исклучиме видливоста на купно население, попис 48, ќе забележиме дека со истата боја се представени општините, ама од пописот 2021. И тука може да се прави споредба, анализи, потоа малку подоцна во Story Map да ќе видиме. Океј, ќе ги исклучиме овие слоеви, вкупно население и вкупно население попис 21. Сочувајте мапата, Save. И одиме на густина населеност, да ја прилагодиме густината на населеност. 48. На истиот начин, кликаме, ни се вклучува символ style. Добро, одиме следно, кликаме на Choose Attributes, ќе кликнеме на оваа опција тука, за да го промениме полетот кој што ќе се чита, рековме, густина населеност 48 ќе одбереме. Добро, моментално одбира некоја символогија, кај што пишува Pick a Style, одиме на Style Options, ќе кликнеме на Style Options и сега овде гледаме дека е прифатена 48 година, добро. Најдоле повторно на Classify Data, односно дата. Ќе ја штиклираме опција за да ни даде приказ на колку класи ќе се генерираат. За Number of Classes одбираме повторно да се 5 класи. Значи символогија приказ на густината на населеност со 5 класи. И сега за густина населеност, најгоре на графиконот, малце ни е лошо прикажано тука, сите се. Така, ќе ги повлечеме вака некако погоре, за да може да ги... Значи, овие пиновите што се, повлечете ги вака нагоре, бидејќи се едно врз друго. И сега, значи, штом ќе ги повлечете вака, ќе ги разграните, да може, нели, добро да си ја прилагодиме конкретната символогија. На најдолниот, ќе кликнете на најдолниот и ќе напишете 10. Значи, приказ, едната класа ќе ограничиме до 10 жители. Пишуваме 10, кликаме Enter. Потоа, следната класа ќе биде, ќе ограничиме на 50 жители. Потоа, наредната ќе биде на 100. Да, нека се стојат така. Се поклопуваат, бидејќи графиконот е многу голем во однос на бројките. И потоа ќе биде 500. Значи, првата е 10, втората е 50, третата е 100, четвртата ќе биде 500 и последната ќе ограничиме на некоја бројка, ќе ја задржиме истата символогија која што има податоците пописот 2021, ќе ограничиме на 20.000. Добро. Штом направивме ваков приказ, ќе одбереме опцијата Done. Кликаме на опцијата Done. Само момент да направиме проверка во однос на Symbol Style. Дали е добро? Symbol Style. Значи, ќе влезете во Symbol Style, ќе кликнете на Symbol Style и потоа одите во делот Colors, ќе одберете сината боја и само ќе кликнете на опцијата Flip Ramp Colors. Symbol Style, еве го, најгоре, во делот на Symbol Options. Тука ќе кликнете на моливчето, потоа повторно на Colors, ќе одбереме сината боја и обратен приказ.
flip RAM colors. Бидејќи со најмалку густина населеност треба да бидат со посветла боја, а со потемна оние кои што имаат повеќе. Одиме done, повторно done и повторно done. И останува само да промениме символогијата на општините и завршуваме со креирање на story мапа, односно, пардон, на веб мапа и кратко ќе презентираме како се прави само уште story мапа. Значи, одиме на густина на населеност, кликаме на густината на населеност за попис 2021. Одиме во Style Options. И во делот Symbol Style ќе кликнеме на моливчето и овде ќе промениме бојата. Истата сина боја да биде. За Colors одиме на моливчето, кликаме на овој дел Blue 21, обратен приказ да биде, Flip Ramp Colors, за обратен приказ, или посветлите да бидат со помала густина, потемните со поголема густина. Повторно done, done, done. Пред да сочуваме мапата, вклучете ги сите слоеви да бидат видливи, значи овие слоевите кои што се вкупно население попис 1948 и вкупно население попис 2021, ќе ги вклучите овие слоеви и сега може да сочуваме мапата. Одиме на опцијата Save. Save and Open, Save. Со овој дел завршивме со креирање на веб мапа. Значи, ги офативме сите делови, кратко 10 минути ќе ви презентираме уште за како се прави една story мапа и ги искористиме истите податоци кои што ги креиравме за оваа веб мапа и на крајот ќе ви прикажеме само дополнителни извори на литература кои што може да ги користите и секако една анкета која што ќе треба да пополниме. Значи уште максимум 15 на минути ќе се задржиме и потоа ќе ве ослободиме од активности, бидејќи си имате нели сите ви е планирано времето. Ќе отворите Argis онлайн. Sign in, ако сте најавени, ќе ве препознае, ако не сте најавени, ќе може да нели да си напишете. Ако не сте најавени, само на веб мапата, пардон, кај што е веб мапата, назад на back. Одите на back. И уште еднаш back. И ќе ве врати назад на првичното мени. Назад back само. На веб мапата, кај што ви е веб мапата, back само. Назад на стрелката. Дали се вративте назад на првичното мени, така? Океј, back и ќе ве врати назад. Добро. Океј, што ќе направиме следно? Одиме во делот на Contents. Во делот Contents. Тука е поставена веќе ова мапа која што ја креиравме, или демографија МК. И сега ќе креираме една story мапа. Кратко, 10 минути ќе ви објасниме како се креира една story мапа. Одиме на Create Application, кликаме на ова мени и ќе одберете опцијата Argis Story Maps. Одиме Argis Story Map. Кликаме на Argis Story Maps. Во овој случај, кога ќе се отвори една story мапа, возможно ви е да додавате текст, фотографии, видеа, мапи. Во овој случај ќе направиме една едноставна story мапа, се со цел да ги видите само можностите и функционалностите. Нема да се задржиме во детали. Кратко само, најпрво се додава наслов, во овој случај ќе биде демографска слика на Македонија. Океј. Следно, ќе кликнеме на палетата кај што пишува Change Panel Appearance и тука ви е возможен приказот.
ќе го централизираме насловот да ви е централно прикажа. Значи централ aligned. Значи централно да ви е прикажа насловот. Ако поседуваме фотографија, овде може да додадеме фотографија како насловна слика, видео и така натаму. Нема да се задржуваме на тие детали, одиме со останатите можности, само да видиме како се додаваат мапи и споредба на мапите. Во овој случај одиме content block и кликнеме на плюсот и додаваме текст. Во текст имате параграф, имате наслов, heading 1, 2, 3 и така натаму. Ќе одбереме heading 2 да биде. Големина и ова ќе биде мапа каде што ќе ги представиме најпрво општините. Значи ќе не запишеме вкупно население по општини. Вкупно население по општини според пописот од 1948. 1948 година. Океј, значи додаваме наслов, одиме да додадеме мапа. Одиме на следниот плюс, односно add content block и сега одбираме мапа. Значи ги забележувате сите оние можности што ги има. Мапа, button, separator, code, табела, нели рековме мапа, слика галери, видео, аудио и така натаму, swipe, timeline, значи има повеќе можности кои што може. Ќе ви ги објасниме само дел од овие, останатите ќе останат на вас да ги истражите. Значи одиме со мапа и сега ќе ја додадеме мапата која што се однесува на демографија МК. Значи ќе ви ги додаде сите оние мапи кои што ги поседува вашиот акаунт. Во овој случај има само една мапа кај вас. Значи ќе одберете демографија МК. Што вчитува оваа мапа? Ги вчитува оние сите слоеви што ги содржи самата мапа, односно веб мапа. Во овој случај само ќе ги деселектираме сите овие податоци кои што се однесуваат за градови и за останатите пописи, односно густина населеност. Нас не е потребно само да се прикажува мапата со вкупно население од пописот 1948. Значи ќе одиме на опцијата за visibility, ќе ја прешкртаме таа опција, за да не бидат видливи останатите мапи, потребно да биде видлива само мапата вкупно население од 1948 година. Штом ќе ја подесиме на овој начин, одиме на опцијата Save и сега додаваме таа мапа, која што е посакувана. Добро. Кликаме на нареден плюс контент. На истиот начин ќе ја додадеме мапата која што се однесува за пописот од 2021 година. Одиме. Избор мап. Демографија МК. Ќе ги прешкртаме сите оние слоеви, освен вкупно население, попис 2021 година. Одиме на опцијата Save. Значи, ја додававме таа мапа, над неја може само да запишеме наслов, да додадеме текст, повторно, наместо параграф одбираме heading 2, и ова е, може да си го копирате текстот одгоре, само да замениме дека се однесува на пописот од 2021. Значи, тука ќе кликнете и ќе го копирате текстот 2021, за да... Добро. И сега ќе направиме споредба на населението со користење на алатка Swipe. Кликаме на Add Content Block. Наместо мапа одбираме Swipe. Ова е алатка која што овозможува да се генерираат, да се прави споредба помеѓу две мапи. Одиме на опцијата Swipe.
И забележувате, ви дава две мапи со една алатка која што ќе прави преглед на конкретните мапи. Од левата страна кликаме на WebMap и одиме на демографија МК. На левата. Левата страна WebMap кај што пишува. Значи, од левата страна на слайд, уште еднаш ќе го, јас ќе го избришам ова, одам на свајп. Најдоле има свајп. Кликаме на свајп. И тука одиме на веб мапа од левата страна. Ја додаваме демографија МК и овде одлучуваме кој слој ќе биде видлив. Ќе биде видлив слојот вкупно население попис 1948. Значи сите овие останати слоеви ќе ги прешкртаме да не бидат видливи, да се прикажуваат потоците само од пописот 1948 година. Јас отчуваме мапата. Одиме WebMap од десната страна. Демографија МК. Повторно таа мапа. Ги прешкртуваме сите слоеви, освен слојот вкупно население попис 2021. Да биде видлив овој слој, одиме Save. И сега имаме двете мапи, со тоа што имаме конкретна и доста корисна алатка. Значи, ако се придвижиме кон левата, кон десната страна, може да се прави споредба како е промената на населението. Доста интересна алатка. Ќе додадеме само уште наслов, горе текст, наместо параграф ќе оди heading 2 и ова ќе биде споредба на вкупното население, значи споредба на вкупното население за пописите 1948 и 2021 година. Океј. Значи направивме многу едноставна стори мапа. Значи доколку се посветиме може да се направи доста интересна со користење на разновидни техники. Во овој случај само една кратка презентацијска мапа. За да ја споделиме оваа мапа, одиме само Publish, кликаме на горното мени Publish, ќе кликнеме на ова мени Publish и ќе кликнете Publish, ви дава дали да споделите само со вас, во случајот може и со организацијски профил, доколку имате организацијски профил, или дали со сите. Во овој случај ќе одбереме опцијата Everyone или Public. Да споделиме оваа веб мапа со сите, со целата поширока јавност. Кликам Publish. Значи, ако ви се појави вако предупредуваме, идеме Yes, share this item. Да, за веб мапата, да ја сподели веб мапата да биде јавна. View Publish Story. Одиме View Publish Story и сега преглед правиме на ова story мапче што го креиравме. Едноставно, само да видиме неколку алатки кои што може да се користат. Доколку се навлезе во детали, може да се направат перфектни story мапи кои што ќе ви користат многу за презентацијски цели, особено нас географите, бидејќи има доста просторни податоци, може да се управува, се менаџира и така натаму. Јас само уште кратко да ви презентирам делот изворите кои што може да ги користите како дополнителна литература. Чисто само кратко да ќе отворам една мапа, значи вие слободно може да прегледувате и да гледате на екранот, односно на споделениот екран. Покрај достапност на податоците од Browse Layer-от, нели тука има опции за My Content, мојата содржина, мојата групација, организација. Ние претходно одбравме опција од ArcGIS Online, кај што беа јавно достапни некои слоеви.
Исто така може да користите и Living Atlas. Во Living Atlas овозможено е да пребарувате слоеви. Например, граници на држави, демографски податоци, слоеви со вегетација, слоеви со земјотреси, вулкани, сите што се јавни достапни. Например, јас тука ќе одам со најпрво со Europe и дава демографски податоци по држави. Значи, одам само add, на истиот принцип како и во ArcGIS Online, како што видовме, одам add и веднаш ќе се вчита тој слој, кој што се однесува на Европа. Значи, ова опција е достапна во Living Atlas, доста е корисна. Ги има истите можности, може да си креирате story мапа на истиот принцип како што работите, со демографски податоци за Европа. Потоа, може, тоа е во Browse. Значи, одиме Browse и овде наместо My Organization, Living Atlas. Може да одбереме, например, типови на земјишта. Да речеме Корине, Ленка, што има таа Корине. Да, ова се типови на земјишта, вегетација, обработливи површини, ова е, мислам дека image layer, односно како растер, нема pop-up мени. Но може да се користи за приказ. Моментално се промени според типот на земјиште. Каков е типот на земјиште? Каде има вегетација, каде има шумски покривки, каде се ливади, пасишта, каде е урбанизирана зона, каде имало пожари и така натаму. Значи, од 2018 година е Корине достапна. Значи, може да пребарувате повеќе слоеви. Еве, некој во Америка што има бури. Storm Reports. Значи, може и такви податоци од светот да се прегледуваат кои што се достапни. Активни пожари. Каде има активни пожари на светско ниво, мислам беше така, да. Само ќе ја исклучаме со подлогата. Значи, активни пожари во некој период. Океј, ова е едниот од изворите, кај што ви се достапни слоеви преку Living Atlas, а вториот слој, односно вториот тип на податоци се курсеви. Овие курсеви ви се достапни во менито тренинг. Ако одите на акаунтот, имате како тренинг центар. И тука во делот на тренинг, во делот на About, односно каталог, имате повеќе курсеви кои што се бесплатни, може да се ги поминете дополнително да ве извежбаат да проверите уште некои начини на креирање на некои можности и функционалности во веб мапа, креирање на story мапа и така натаму. Значи, овој што е ArcGIS Online Basic е бесплатен и е достапен. 2 часа трае и може да си го поминете и да се дополнително се запознаете со некои функционалности. Со тоа завршуваме со ова работилница. Јас ви благодарам на вниманието, ви посакувам успешна работа и примена. Сите заинтересирани кои што се слободно да се јават за дополнителни активности. Ви посакувам убав ден, ви беше чест и задоволство да на овој начин го одбележиме овој светски ден на ГИС-от и заедно со моите колеги, наставници географија, биолози, историчари од сите сфери кои што се активни, ви посакувам успешна работа. Ви благодарам уште еднаш. Ви беше задоволство и чест. Со ова се одјавуваме од овој лайв евент. Пријатно убав ден.